Сега во нашето студио, мојата драга колешка Искра ја пречека својата гостинка, која си е во својата секојдневна униформа на своето работно место, Гордана Бишлиевска, председателка на Сдруженијето За нас. А јас вас ке ви кажам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам што го подигате гласот на медицинските сестри. Секогаш. Сдруженијето е предводи унијата на уште 6 сдруженија на медицински сестри, така за гласот е многу силен во последниот период. Искра, добро утро. Добро утро, да, ние си го започнавме разговорот веќе, па сега треба малку да се подвратиме назад. Темата ќе биде третиот меѓународен конгрес за медицинските сестри, техничари, акушерки по велет. Тоа е она што ни предстои, односно им предстои, а малку ќе се навратиме назад за другите успеси. Ајде да слушнеме. Добро утро, Гордана, и од мене. Ќе започнам со ова што го спомена Слободанка за униформата. Не само денес, туку последните твои настапи си во униформа и иако имаш кажано зошто, сепак да повториме затоа што поентата е сите да слушнат. Така, зошто си во униформа? Треба да биде континуиран притисокот, значи заради тоа што кажав и им ветив на сестрите дека додека не го добиеме законот за сестринство и додека не ни ја регулираат професијата, јас секогаш и секаде на сите настапи, вклучително сите стручни и сите вакви јавни медиумски настапи, значи со нашата гордост, ова е нашата гордост, ова е нештото кое што ја штити нашата професија, јас ќе си ги побарувам и понатака сите оние наши барања. Оној момент кога ќе дојдам некогаш и кој ќе ме поканите, јас се надевам тоа ќе биде скоро и ќе дојдам во цивилна. Знаеме дека мисијата е завршена. Дека медицинските сестри го добија законот и дека им ја изрегулира професијата. Година, јас би почнала од еден момент што не е многу својствен за овие простори, а тоа е, освен што си медицинска сестра, освен што си председателка на Сдруженијето За нас, си председателка на Унијата. Барем од наш агол гледано имаме впечаток дека имате неверојатно единство, дека сте многу сложени. Како успевате во тоа? Па знаете како, тоа е еден од најголемите успеси на Сдруженијето За нас. После нашето формирање, кога сите други сдруженија кои што биле во континуитет во целиот тој период од 94-та, да ја речам, година на нас формирани како сдруженија, па дури и на национална основа од типот сдруженија на национални сдруженија на медицински сестри, албанки и така понатака, со формирањето на нашето сдружение, значи сите оние препознаа нашата мисија, нашата цел, односно се препознавме сите во заедничките цели и така се обединивме и во изминативе 7,5 години настапуваме како Унија и кое што јас на моје задоволство добив довербата од сите нив, значи да ги координирам и предводам како такви, и така е гласот на медицинските сестри многу посилен, со многу големо членство, бидејќи сите они аплицираат комплетно со нивното членство. Тоа се сдруженија и од Тетово, и од Гостивар, и од Скопје, и од приватниот сектор, и меѓу другото Сдруженијето За нас, кое што е најмногу бројно и кое што е основач на нештата, значи ја предводи Унијата и ние така настапуваме. И кај нас, и во регионот, и секаде, и гласот многу далеко ни се слушна, така да мислам дека вреди сето ова и овој период тежок, како да кажам, меѓутоа искрен и чесен, кој што го поминуваме за сестринската професија. И се претпоставам дека покрај тоа единство, покрај овој што велиш константен притисок, што мора да се врши и упорноста придонесува до тоа веќе да бележите задоволство, да речеме. Знам дека борбата никогаш нема да заврши, така, но еве, она што да речеме најзначајно во последно време, што велиш конечно почнаа да ве слушаат. Кој? Па така е, значи кога ќе го подигате гласот континуирано, значи дојде времето кога, значи ние цело време го имаме нашиот слоган, ова е наше време за да дојдат подобри времиња. И работевме интензивно на сето тоа. Ја браневме професијата со едукативни настани. Ние во изминатата, во текот на годината направивме преку 11 симпозиуми, направивме 4 трибини, направивме минатата година велелепен меѓународен втор, сега оваа година трет конгрес. Ставивме круни на сестринството. Сестрите ги однесовме во европските асоциации, станавме дел од европските асоциации на сестри со специјалистички студии, станавме дел од европските асоциации на сестри со историјат, станавме уште пред 3 години дел од Балканската асоциација. Сме виден фактор таму каде што се носат одлуките, ние повеќе не сме на тие собири каде што одиме во регионот и во Европа, оние кои што само слушаме и некои нешта, нели треба да ги донесеме и имплементираме кај нас. Туку сега и вас се слушаат. Ние па видете учествуваме во носењето на одлуките заради тоа што покажавме со работа една исклучителна доверба. Затоа сме домаќини едната година на 4-та Балканска конференција, затоа ќе бидеме домаќини и на интернационалната конференција во ноември на Европската асоциација која што е за специјалистички
стратешки студии. Тоа значи дека за да добиете таква доверба дека сте го одбраниле тоа со труд и со многу едукативни настани. Тоа значи дека Унијата и Сдруженијето многу се работија. Тоа значи дека нашите медицински сестри многу сакаат да се образуваат и сакаат сетиот труд да го преточат во стручни трудови, само треба да ни се дозволи. И досега го баравме тоа да ни се дозволи, бевме многу маргинализирани. Дури на нашите свечени настани не бевме посетени од здравствените структури во тој период и тоа беше толку како да кажам, недостоинствено за нашата професија, каде вие постојано зборувате колку многу сестрите се важни, а кога ќе ве повикат и кога ќе треба да бидете со сестрите тоа да го покажете, бевме маргинализирани. Ние немавме простор во агендите и така. Меѓутоа тоа замина, значи рековме дека здравствените структури. Така. Сте имале средба со нив, така? И со Министерството за здравство, и со Комисијата собраниска за здравство. Така е. Сите наши побарувања кои што ги дадовме во изминатиот период, каде што требаше да ги кажеме и да ги спомнеме сите наши цели, стратегии, се она кое што сметаме дека во овој момент е потребно за нашата професија, за да ја супремираме миграцијата, за да го покачиме задоволството на сестрите на работа и така понатака, значи имавме прилика многу пати да се сретнеме со Министерката за образование во Министерството за образование. Јас сум дел од комисиите за ревизија на образовните програми на високите медицински школи како представник на Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри. Тоа е многу голем исчекор, каде што нашиот глас и оно, нашето мислење и нашето оно кое што ние сметаме дека е потребно, непотребно, треба или не треба, можеме и добивме можност нели истото да го кажеме. Минатата недела точно после неколку средби наши со претседателката на Собраниската комисија за здравство, господјата Рашела Мизрахи, таа инициираше средба дополнителна повторно и ние повторно имавме прилика да разговараме со нејзи околу сето на кое што и многу ми се допаѓа тоа што оние сакаат нашата хронологија и све ние што имаме сработено и ние сите наши архивски податоци и хронолошки што ги имаме наназад све ги оставивме бидејќи Унијата и Сдруженијето испишува една историја во сестринската професија со оглед на тоа дека се уште немаме регулатива, се уште немаме регулирана професија, немаме лиценци, сите овие се многу крупни стратешки нешта кои што имавме прилика да ги изнесеме и кажеме таму. И она што е најважно е дека на нашите настани на кои што сега ги повикуваме, вклучително сега и третиот меѓународен конгрес, имаме потврда дека голем број од тие етаблирани имиња и наши еминентни професори и медицински сестри меѓутоа пред се раководниве структури и сите од здравствениот сектор и другите го потврдија нивното присуство на нашиот меѓународен трет конгрес. Тоа веќе значи дека сестрите имаат една подршка која што треба сега максимално да видиме да ја преточиме во оперативни мерки, така да кажам, бидејќи ние експертизата сме ја направиле и сите податоци ги имаме и се знаеме на нас што ни треба и што не ни треба. Ние знаеме што е во моментот приоритетно за медицинските сестри. Важно е значи само да бидеме слушнати, меѓутоа и да бидеме таму каде што се носат одлуките, тоа е многу важно и се надевам дека ќе ни се излезе во пресред се само за доброто на професијата и најмногу пред се за пациентите. Го бараме секторот за сестринство во Министерство за здравство, од каде што ќе ги централизираме проблемите, ќе испорачуваме до раководните одлуки каде што ќе треба да се носат и само на таков начин значи ќе можеме да допринесеме некако сестрите да се помрднат малце од оваа ситуација на ова незадоволство кое што владее во овој момент. Еден од главните проблеми кои што најмногу ве болеше во минатите твои гостувања беше достоинството на сестрите. Дали сега може да се каже дека се враќа? Еве со вас што ве слушаат? Дали на некој начин... Па така е, видите сега, јас имав минатата недела гостување во регионот и дури со европските асоциации на неколку настани каде што бев присутна и ги известив ресорните министерства и добив апсолутна поддршка за истото. Така да јас бев поканета на Војно-медицинската академија во Белград каде што го известив Министерството за одбрана и добив голема поддршка за сето тоа. И знаете, многу е поубаво, многу се чувствувате подостоинствено, амбасадорски се чувствувате. Значи јас многу пати ќе им кажам на колегите. Како некој фактор, така? Па добро, мислам во секој случај, знаете, многу е важно кога во униформата имате самодоверба и дека кога позади вас стојат креаторите на политиките во државата и кога можете да застанете пред целиот тој аудиториум и да им речете, знаете како многу пати знам да им кажам дека многу сум возбудена заради тоа што
не е баш се исто да стоите покрај толкова стручна фела и така понатака за да можете нели да се изразите и многу пати тоа ме потсетува на некои моменти кога бев во младоста, кога го запознав мажот ми, така бев многу возбудена и така многу пати сакам да им кажам на тој начин дека јас сепак не сум само сестра, него дека имам семејство и дека сум многу среќна како кога ги родив моите два сина. И многу пати ќе знам да им кажам дека амбасадорски се чувствувам како представник на сестринството од Македонија. Меѓутоа, тоа е се заради поддршката што имам од целокупната фела сестринска. Тоа е се заради тоа што сестрите ја препознаа нашата мисија, го препознаа нештото и можноста да отидете на воено-медицинската академија и да зборувате за вашите во моментот статуси и за сето оно кој што го работите, правите и сите стратегии и да го споделите тоа со фелата на кој што, како да кажам, доаѓаат од земјите каде што професијата е регулирана, каде што имаат автономност, каде што се преточени со закони медицинските сестри, многу голема гордост е да ви кажам, да се слушне и веќе не сме ние тие кои што само седиме на страна од панелите и слушаме. Јас бев дел на сите тие настани од панелите, каде што зборував за нашите искуства, за нашите достигнувања, ние многу достигнавме. Така беше случајот и со Босна. Пред Белград така е. Предходеше една посета на Босна, каде што меѓу другото барале од вас совет како имате регулирано некои проблеми во сестринството. Така е, јас многу се чувствував хиперпродукцијата, мислам дека беше прашањето, така. Во име на сестринството е многу убаво кога ќе седнете наспрам вашите колеги од Србија, Република Српска, Босна, Хрватска, Словенија и сите нивни како да кажам структури преку кои они доаѓаат не само пред професионалните здруженија. Тука доаѓаат и представници на канцелариите за дуалното образование, доаѓаат и на ниво на ресорните министерства. Многу пати ние потпишавме меморандуми и такви за соработки и така понатака. И јас сега на овој престоен конгрес во Босна, од кој што се вратив пред еден ден, имав прилика да бидам во тој панел заедно со сите, каде што меѓу другото бев ставена во ситуација да одговарам на нивните прашања како они да го решат проблемот со хиперпродукцијата на сестрите, бидејќи ние во овој момент го супримиравме тоа со еден времен закон, бидејќи многу гласно зборувавме за тоа. Направивме сериозен притисок со сите тие меморандуми кои што ги потпишавме на секаков начин. Настојувавме сето тоа да го супримираме. Добивме многу поддршка од пациентите и од јавноста. Не постојат пациенти кои што не сакаат стручни обучени медицински сестри. Па ние впрочем за нив постоиме и нашата суштина на се они и за нас е важно, односно за мене како професионалец, секогаш им порачувам на сестрите пред се вредноста на пациентите. Ние мора да имаме холистички пристап према нив. Холистичкиот пристап према пациентите значи тој европски лик и имидж и дело на таа медицинска сестра кој што се остварува стручно. Значи сестрите не може во болниците само по хоризонтала да напредуваат. Мора кариерно да напредуваат и во вертикала. И ние не можеме да застанеме во тој дел каде што сме во хиперпродукција со вонредно образование и така понатака. И сестрите кои започнуваат на работа во болниците, сега замислете, доаѓаат само во една ситуација може да бидат одговорни сестри, оделни сестри и во една хоризонтална нирвана вака и си одат во пензија во таква ситуација. Меѓутоа ние се бориме за кариерен развој, каде што сестрите ќе можат да имат дипломски студии, па нашите специјалистички да се признаат сега, па да ги имаме академските студии, па научните студии, па да се оствариме во образованието и тоа ние многу го дискутиравме и во Министерството за образование, вклучително сега и во стратегиите пред претеничката како што ви кажав и доставивме предлог закон во кој што учествувавме, го сработивме, го направивме. Ние нема нешто што не можеме сондажа од терен да им приуштиме. Во нашата унија и во нашето здружение се сите здравствени институции од Македонија сплотени и ние ги имаме податоците. Ние знаеме во секоја една болница каде недостасуваат и каде имаме неправилно прераспределени сестри. Тоа треба само да се искористи, треба да ни се даде можност да бидеме таму каде што се носат политиките. Ова што го сретнуваме во регионот и во Европа не е ништо поразлично од што го работат нашите сестри. Разликата е во тоа што они имаат запис, а ние немаме записи за нашите работи и на крајот на денот не знаеме кој колку сработил или не сработил. Мислам дека успеавме во овој момент сега тоа да го објасниме на раководните структури на луѓето кои што ќе треба да ги постават некако во административните ходници, така да кажам, нештата да тргнат за медицинските сестри, а нешто кое што е многу важно во овој момент се личните доходи и некои промени кои што ние ќе ги бараме сега од синдикатите. Јас сум сега во петок на синдикалната школа поканета, бидејќи унијата и здруженијата се однесува и просиндикално со оглед на тоа дека немаме правен субјект, каде што ќе ги побараме покачувањето на коефициентите на сестрите со средна стручна спрема, ќе го побараме признавањето на специјалистите
специјалистичките студии и ќе ги побараме од нив бенефицираните стажови за кои што мора сестрите да бидат ставени во групите на професии кои што заслужуваат поради ноќната работа и континуитетот на истата да бидат покриени со бенефицирани стажови. И да не зборуваме за оние позиции во кои што ќе треба заради покренување на квалитетот на здравствената нега да бидат авторитативни во болниците. Знаете случајот кога беше на детска клиника и кога беше нападната медицинската сестра. Јас ја бранев од оваа позиција медиумски, меѓутоа треба да ја бранам таму во здравствените структури, каде што треба доказите и аргументите од наша страна да ги покажеме како такви. Не може да се генерализираат работите и да страдаат сестрите заради едни, да речеме, и недокажани грешки пред се, па да се фрла дамката на целата сестринска професија. Тоа никогаш од позив... Па најлесно е да ги обвините сестрите, бидејќи тие немаат, како да кажам, авторитет во болниците. Ако вас авторитетот на началникот ви дозволил посета на оделението, каде што не смеете да имате посета и го нарушувате куќниот ред, која е сестрата да му каже на тоа семејство или на било кого да немате право вие да влезете тука. И тука почнуваат конфликтните ситуации од типот сестрата е ваката. Значи авторитетите на сестрите сега јас ќе се јавам. Така, авторитетите на сестрите во болниците мора да се почитуваат, а ние треба да сватиме самите дека треба и ние самите да си допринесеме за истото. Значи треба да ја браниме професијата со професионалното, со образованието, со едукациите и да бараме и понатака континуитет на здрава работна околина во која што сето тоа ќе биде спроведено. Значи ризиците на работа и безбедноста на работа треба да ни бидат апсолутно сведени на минимум, да не речам со национални стратешки и не знам какви секакви програми во кои што не смееме да имаме компромитирање во делот на работата. И она кој што е најважно, здравата работна околина треба да ја почувствуваме сите околу себе, сето тоа заедно треба да биде упакирано со лични доходи кои што ќе бидат платени сестрите според одговорностите. Во DRG Груперот, ова морам да ви го кажам, каде што течат, како да кажам, услугите во една здравствена институција врз основа на која вие фактурирате во фондот за здравство, стојат услугите кои што процедурално се работат во една болница. Тамо сите услуги на лекарите се опфатени и се во денарска противвредност пресметани. Ниту една сестринска интервенција нема да видите во тој DRG Групер, каде што на крај на денот ќе пишува дека вие нешто сте сработили, сте направили, тоа е како такво платено. Споредно со нашата работа, тоа како водиевна шпица, да некој да не стои. А сите заедно сработиле некоја емисија, така некако мутување, да. А има голема разлика во тоа затоа што вие носите одлуки, работите интервенции по основ на здравјето и животот на пациентите, каде што сте ставени во ситуација каде што сте дел од тимовите, каде што сте носители на здравствената нега, каде што но само кога има одговорност и нечија вина, тогаш се бара сестрата. Ние никогаш не, ние нашата стратегија и нашата цел е таа. Мора здравствените компетенции и работни задачи на медицинските сестри да бидат преточени на хартија и мора да имаме сестринска документација. Видите, пациентите си имаат категории, си имаат потреби. Категориите на пациентите се прават врз основа на тоа колку они се зависни од нас. Колку, значи, затоа е таа прва категорија во која што имате пациенти кои што се во некои делови самостални, па втора, трета и четврта категорија во која што на секој еден пациент треба стандардно да има една медицинска сестра. Така се бројат и сестрите во болниците, во стационарите каде што лежат пациентите и каде што се елективните хроничните пациенти, каде што по стандард треба на 3 медицински на тројца лекари да има една медицинска сестра или врз основа на креветната зафатнина и тоа се некои стандарди по кои треба да се придржуваме. Такви се и дефинициите од поглавието кога ќе се отвори за влез во Европа, каде што ќе треба да дискутираме за регулираните професии, а ние сме едната од регулираните професии, има дефиниции во болниците кои што зборуваат за тоа колку сестри со дипломирани студии треба да бидат, колку со специјалистички. Значи, секоја една болница треба да има една дефиниција врз основа на бројките, колку тоа се медицински сестри треба да има врз основа на стручноста. Нема повеќе сестри во општа грижа. Сестри, ние имаме толку многу со напредок на современата медицина, каде што имаме специјалности во кои што докторите се специјалисти во собствените области и со нив треба да работат сестри специјалисти. Таа е интенцијата да се прифатат специјалистичките студии на сестрите и да им се дозволи таа автономност. Тоа е насловот на нашиот конгрес сега од 4 до 6. Гордана, стигнавме до конгресот. Тоа е многу важен сега. Зошто ви е толку значаен овој конгрес? Многу ни е важен конгресот, значи меѓународните конгреси се можностите во кои што вие со колегите од регионот, Европа и пошироко имате можност да ги размените искуствата и знаењата, да преточите се што работите во трудови, да го докажете, она значи да напредувате, кога ќе ја добиеме лиценцата и ние ќе можеме да ги ковицираме бодовите на медицинските сестри по основ на професијата на нивното конто како што тоа го имаат во регионот. Ние имаме
над 80 предавачи кои што ни доаѓаат сега во Струга. Минатата година го обединивме регионот и Балканот, оваа година имаме интерконтинентално, да не речам веќе учество и присуство на Ова година ве трет поред конгресот. Ова е трет конгрес кој што видите за 8 години постоење на Унијата и на Сдруженијето, третиот и кој ќе ги тргнете двете години на ковидот, значи ова се експлицитни успеси на Унијата и на Сдруженијето, значи и годината која што вие спомнав со сите овако. Сакам да упатам јавен повик до сестринството, до сите, значи да си го побараат она што го треба да го добијат од нивните менаџери во болниците. Јавно и срдечно ги замолувам сите менаџери да има возможност на медицинските сестри и без разлика што се во дефицит и без разлика што имаме многу работа, ние имаме само трет конгрес, а они имаат во годината по 20 конгреси. Значи многу ги почитувам све, меѓутоа 20 докторски конгреси има, а ние имаме единствен конгрес на кој треба да има возможност да дојдат, треба да им помогнат и финансиски да дојдат. Треба да ги ама вреден, можеме и така. Да, на минатиот пат рековте дека го крунисавте сестринството во Струга. Оваа година мотото е автономност. Ајде точно што подразбираме под автономност на сестрите? Автономноста е всушност законската регулатива на професијата. Да ви објаснам, например, ние да речеме за секоја една интервенција треба да имаме законска регулатива врз основа на која работите за да понесете одговорност. Ако ги имавме состојбите со онколошката клиника и некои други ситуации и да сакате одговорноста некому да му ја препишите, односно да му ја докажете како таква, доколку ја нема лиценцата како регуларност, значи законски вие не можете да побарате од него таква одговорност. Нашите лиценци нас не задолжуваат, не само ние не бараме само да ги добиеме нашите права и должности, ние мора да ги добиеме и прекршочните одредби. И секоја една грешка треба да има име и презиме. И од тој аспект, значи законската регулатива треба да не регулира од до. И во образовниот процес, и во оноа што сме и како сме, и автономноста всушност ја носи со себе таа законска регулатива. Ако медицинските сестри во болниците даваат, да речеме, интервенцијата на вклучување на трансфузијата на крв, е интервенција која што може, да речеме, со една грешка да однесе човечки живот. И на крај на денот, вие не знаете кој е одговорен за тоа. Да ви објаснам зошто и што значи законски. Ако некаде не пишува дека вие сте тој кој што одговарате и требате тоа нешто да го направите. И тука се косат нештата во кои што ние мораме како професионалци да ги понесеме одговорностите. Автономноста се брани на тој начин каде што лиценцата треба да ја комплетирате со континуирани едукации, автономноста се брани со тоа што треба да ја добиете позицијата на работното место и описот и пописот на работните задачи да ги извршувате така како што треба, овакво во текот на вашата смена, каде што ќе имате запис за истото и каде што ќе бидете во преку колективниот договор во систематизациите опишани со вашиот коефициент по образование и се она кое што ве следува на работното место, вклучувајќи ги ризиците, додатоците, се што ве следуваат, за да можете да се остварите и да бидете задоволни. Задоволството на работните места во Европа е на прво место како причина поради која се мигрира. Сите ние мигрираме во Европа за подобри нешта, не само за подобри лични доходи, туку за подобро задоволство. Задоволството на работа го чинат здравата работна околина, безбедносната работа и на трето место личните доходи. Само така можеме да го супримираме во моментот мигрирањето и треба да сватат нашите власти и сите дека мора да се инвестира во медицинските сестри. Ако народот е богатство на државата, јас сум кажала, сестрите се богатство на нацијата. Значи инвестицијата во медицинските сестри е инвестиција во здрава нација. Со правилна сондажа од терен, со се она кое што ни е потребно во моментот, не физибилити студии од другите околните земји. Тоа се нивни демографски податоци, тоа се нивни генерализирани податоци врз основа на кои они си ги прават нивните експертизи. Ние мора да бидеме многу поумни и експертизите кои што ни ги прави Светската здравствена организација и другите меѓународни организации внатре кај нас врз основа на проекти и ни носат хипотези со експертизи, мора да ги преточуваме во оперативни мерки. А ние немаме евалуација, немаме никакви индикатори на тоа дали нешто од тоа све што ни го работа сме го направиле. Светската здравствена организација кај нас во Македонија толку многу работеше на покриеноста на здравствените услуги и ни излезе со една експертиза во која што ни кажа дека нашето население до 97% е целосно здравствено осигурано. Што значи дека
Сите ние сме на некој начин во делот на во јавното здравство, значи осигурани, сите партиципираме за осигурување. Меѓутоа направиле една анализа врз основа на која пресметале колку ни се достапни здравствените услуги на сите нас како осигуреници и на таа скала од 1 до 10 кажале дека до седмица сме стигнати до пристапноста. Тоа значи дека имаме неправилна прераспределба на користењето на здравствените услуги. Сконцентрирани сме во одредени големи центри во Скопје, а немаме регионални центри каде што нели на некој начин им овозможуваме на луѓето од натрешноста да си дојдат до пристапот. И тоа се такви експертизи кои што ви мора да ги користите во оперативни мерки, а ние сме многу пасивни. Ние сме импровизирани, само да бидеме тамо, да бидеме видени, да бидеме на настано, да бидеме во проектот, ако може нели дел од финансиите од проектите да се добијат. Јас ќе бидам многу искрена и реална, таа е вистината и тоа е тоа кое што тие импровизации посебно сестрите ги убија. Импровизации кои што ги прифаќаат луѓе индивидуалци кои што се наоѓаат во такви сериозни проекти каде што си користат и си прават само користољубиви решенија. Дали е нормално да вие во Македонија немате сестринска комора, а да имате председателка на комора? Знаете колку ми е срам? Значи јас ова го кажав и сега и во Босна, го кажав и на Војно-медицинската академија. Значи јас немам против никоја индивидуа ништо, нити имам право како лидер на сестринството. Меѓутоа јас не можам да го издржам тој срам и не може мене некој да ме убеди дека јас како председател на асоциација треба да седнам и наспром мене да седи индивидуа и да ми вика јас сум председател на комора, а вие немате комора. И не постои, значи сестрите нема. Каква увреда е тоа за сестринската професија? Или, например, да седне наспром мене сестра и да вика јас сум сестра Владина во владата, јас сум сестра, а вие значи нема, значи не постои. Не знам дали е за вас тоа навреда или за срам за некој друг можеби. За сестринската, значи такви импровизации, значи јас тоа го доставив и сега во собранието и секаде и ги замолувам, значи тоа е недостоинството. Ние самите сестрите внатре, значи бараме само почит меѓу себе си, значи на некој начин сите тие ги затекнавме работи како такви. Се провлекли како импровизации. Сега дојде време кога некои работи треба да се постават како што треба. Водена јасно дека имате уште многу заудење што се вели, но во секој случај сте на добар пат, имате такви реакции од сестрите. Многу е важно дека работите се поставени, датата на базата на податоците тргнува од структурата на сестрите, пребројувањето на сестрите нема да биде лесно и едноставно, меѓутоа работите тргнаа. 7 години и можеби не знам како да кажам и со години назад ако нешто било мрднато и направено до сега барем нешто ќе беше. Јас ви посакувам успешен конгрес. Благодарам. Не само што да се стане традиционален, туку да ви се множат конгресите. Ете така. Така ги очекувам медицинските сестри да бидат дел од стручниот настан на 4-ти отварањето од 18:30 каде што ќе имаме за медицинските сестри еден сериозен пар екселанс дочек и пречек. Во саботата и во неделата после тоа ќе течат стручните предавања, работилници сертифицирани за медицинските сестри. Награди. Да, и Славјанка Влахчева повелбата која што ја промовиравме минатата година, која што е одликување од прв ред. Морам да ви се пофалам дека Унијата и Сдруженијето оваа недела го доби решението за заштита на европско ниво. Значи ја заштитивме повелбата Славјанка Влахчева и ја добивме нашата Флорес Најтингел. Испишавме една историја во сестринството, оваа година 2 медицински сестри ќе ја добијат. После конгресот ви ветувам дека ќе ви ги донесам медицинските сестри со медалите од Охридски бисер, овакво кое што традиционално е внесен во медалата и како покровителство на медалата на медицинските сестри. Струга со логично охридскиот бисер. Така да ова е едно толку престижно признание кое што мислам дека нема да има сестра во Македонија која што во годините понатака нема да сака да го добие. Гордана, многу ти благодарам.